Наредно видео се гледаме на друг континент. Бај! У Африка, бе. Дојдов во Африка. Сивавме матер по аеродроми, по авиони, по свашта и стигнавме тука као 4 сабајле и немаме сола да се сместиме, мада оправдливо е тоа што бевме благовремено известени дека најверојатно нема да имаме сола да се сместиме, така да не ми смета многу. Еве, имаме базен. Што наскоро ќе биде омрсен од нашите прљави авионски тела. Уште не сме прошетале, затоа што буквално дојдовме тука да чекаме до 12 попладне утре да добиеме сола. Али тоа што успеав во пат да дзирнам, тоа онака прилично Балкан. Така да, све што видов до сега, pretty much го имам веќе видено. Нема сега многу да ти правам муавет вака. Сакам поише да ти ги покажувам работите, а сега пошто не можам да ти ги покажам затоа што прво ги немам видено и не знам што ќе видам уопште. Второ затоа што немам ни снимено, не можам да ти ставам снимки, така да тука е тоа, еве честито. Го дочека моментот кога ти кажам кој е континентот, пошто беше многу мистериозно направено, особено од страна на Киќе. Па то полови правење по Инстаграм, па каде одам, па то блурнување, па цензурирање. Занзибар, иначе во Танзанија сме, пошто Африка е многу од Африка, да, никад не кажам ствари каде сум така да локацијски конкретно. Сега ќе живееме уште неколку сати без интернет, пошто интернетот во хотелов е срања, уште немаме картиче. Ние сме до интернетот. Предобар интернетот. Пуштай лайк, 4 сабајле. Убаво интро, се гледаме во кулминацијата на овој авантуристички влог. А во случај да не го слушнавте Иван ништо што зборува, тоа е поради тоа што сме буквално... Не, сега имам микрофон закачено на апаратот сега. Се заслушај. Да, ама брановите се погласни од тебе. Шепатам и сега ме слушаш. Јас ти ветив дека ќе имам микрофон за нареден влог со шуштење. Тука имам море, тука имам базен. Fucking awesome. Еден лайфхек за почеток, кога идеш на места каде што не ти е иста струјата како што ти е дома, односно 220 волти, ова е UK струја затоа што јевига нешто таму колонија биле Африка, кои знаеш што биле Велика Британија и имаат UK струја. Сега за да не зијам као 200 адаптери за секој уред посебно, тоа не се 200, тоа е преувеличување, али за да не зијам адаптер за секој уред посебно, си зијам продужен и се надам дека нема да добијам коментар од некој електраш дека ова што го правам не е баш паметно да се прави, али битно функционира. Функционира. За малце помислите дека не функционира, ти ама на мини карта так, тоа траеше као пола секунда. Хекс. Чекај сега Essential, седни тука. На апартментур нешто. Многу ми се свига што има многу огледала. Многу сакам огледала да има на секаде. Многу огледала. Али со оглед на тоа што сме у fucking Занзибар, педер, ова е стварно елитно. Елита! А да и уште огледала. Многу огледала. Види после онаа вечер што ја преспавме цела на лежалки да ти имам покрај базен. Заслужив стварно убав кревет. Не е дека многу спиевме, ама можеби и тоа е причината што не спиевме многу затоа што кој кур сака да спие на факинг лежалки што ти е. Денеска како прв ден ни е слободен, среќа што ни е слободен затоа што не сме наспани. И ќе идеме валјда на плажа, врнеше сабајле, али гледам дека сега има сонце. Сонценце над рамена наши има кикеј. Сонценце над рамена на. Дај да го искористиме просторов дека не сме се распостелиле. Гол! Код под кола да ти ја вркавме топки. Ај, руби! Гол! За кого име? За кого, Кики? За кого? За Африка! Утре овде ќе има копно. Чекай, тука ќе има копно. Ова е прима. Да, брановиве се. Sad će ovaj svet, verovatno kad krenemo će da se ove nasuče pa će morati da ih uramo. Кај си бе, Иван? Кај си? Од таму не се гледа ова копно, од тука се гледа тоа копно. Ко блиндирани стакла уствари некој ефект. Језиво е као стоиме на копно на fucking in the middle of the ocean. На плажа сме и се бањаме константно. Да, да. Зашто е волку светла водата дека е толку плитко, чисто, што Чисто. е? И плитко. Пошто нели кај што е подлабоко, е потемна Па не гледа, исто е длабоко. Е па уствари сега е осека валјда. Многу се радувам уствари што начекавме вака да ти ја да, многу е јако. Ја чекам плажа да ти јам. И јас. Да, остров така пак плажа. Барем копно малку да има. A motherfucking Jesus Christ, man. I walk on water. Како е могуće да постои? Како да соберам колку не можам да ги најдам. Иначе пресно
Чекай сега, овие школки се што испловиле на копно или школки што се се уште у вода? Као буквално ги убиваш школките. Буквално ги убиваш школките. Не ги убивам, види ги умренице. Си најдам подобри. Почна да се чисти, почна да излага главичката. Rama, thank you for the fruit, Rama. Welcome. It looks beautiful. Шекерна трска. Да. Цело седе не. Перува не се жвака. Го жвакаш и кога го А, се шмука? Лукаш, да. Нема дупење, само шмука. Мене ми е језиво. По бамбус да жвакам, жими се. Кај ги фрли овие срањава? Да не ги изеда. Ама добро е ко шекерна волна, ама последното не го јадеш. Има манго. Има манго. Има манго. Ке ѓубрава ги ставам во истиот джеп кај што ги ставам школките. Знаеш дека не смеш колку? Еј не. Да изнесеш. Сериозно? Аман, па еве таман ги пикнав со се ѓубри у джеп. Кој јако што можам под плажа до Продов што е на Свето Кјан пешки да си отидам. Доевме на ништо си идеме од нешто. Значи, фенот е подобар од било кој фен во други фенси хотели. Фенот е подобар од нашиот фен дома, Иван. Стварно. А че тоа фенси хотели не е затоа што има добар фен. Подобар од хотелите именувани според добрите фенови. Што има добри фенови се кажа наречени фенси хотели. Еба подобар и од тие фенси хотели. Браво бе фен, браво Милана. Тврдо италијански? Знае бе европски квалитет бе. Све ни зема ова африци бе. Африканци бе. Афри. Ова е резултат кога ќе отидеш во дискотека и нема да скапеш на коња пој вака со пивото да ти ја америкајки пички. Кој да знаеш за мене дека ич не сум дискотека човек, али ми беше мерак да испоштувам као локална дискотека, иако умирав за спиење затоа што спиевме фак 2 сати на лежалки, 2 сати у кревет. Едва е. Спиевме 2 сати на лежалки, Пола сат на лежалки и 2 сати на кревет. Али реков, какуна матата да ти имам ја отидов во факинг дискотека, пошто морав да ги испоштувам онака локалците, затоа што не знам колку време и можности ќе имам тука да испоштувам све што сам да испоштувам и сите локални ствари. А пред тоа бевме у онаква локална кафана, пиевме некој локален нешто. Отидовме у дискотека каде што ја играв со многу црнци. Сега немам биролс, немам снимки од таму да ти ставам како беше затоа што ме предупредија дека не смеам таму да снимам затоа што таму има многу проститутки и не треба да бидат снимани. Не знам како е тоа добра работа, ја баш би им понудил да ги испромовирам затоа што ги поштувам сите луѓе. Не видов проститутки. Па не, ама таа мислам дека беше последната, ние кога отидовме таа само едноставно не можеше да си најде доволно богат партнер и на крај на обезбеđењето му се стаи и они тури корпа таа уствари што ја виде пичката у вец. Anyway, не можев да снимам, така дека ќе мора да ми веруваш на што ќе ти го кажам, али тоа е, знаеш, она круг педер која се игра у круг. Тоа се многу црнци кои што играат у круг, мислам нема врска што се црнци. Не бе, не само црнци. Интересна ствар као имаш и Asian people, имаш и белци, имаш и побели од мене. Црнците игра многу добро, мислам. Црнци се пеат, знаат да пеат, знаат да играат, стереотипни работи се, ама пичку матер знаат. Ја немам видено црнец што не знае да игра и да пее. Јас идов тројца покрај огледало што стоја, си дремеа само и посматра. Со пивото вака. Проба да вајба. Океј, значи сегде има такви. Па ја бев сега у, не можам да кажам мош питот, пошто не беше мош пит, туку беше вакво да ти имам кругче. И еден момент и ја влегов у кругот да играм и заиграв пајдушко. Она. Буквално само ова, мислам, тоа е афричка музика. Ова пер само пер. Овие два потези од пајдушко пер. Као се хајпна да ти имам што им факинг изиграв пајдушко. Многу ми беше мило за тоа, како што ја го испоштував нивниот танц и они го испоштуваа мојот танц. Се надам дека нема да настинам пак и да останам утре без глас, пошто ќе ми треба гласов у наредни многу денови. Мило ми е што запознавам луѓе, мило ми е што се
бондам со рандом луѓе, мило ми е што ме прифаќаат. Приметив оваа ствар уште на аеродром, дека ова идење на аеродром додека бев ми е многу боле од било кој претходен пат што сум бил, затоа што мислам дека си имам сменето онака карактерно и дека ми е овој пат многу мило и интересно, уствари што гледам многу различни луѓе, различни стилови на живот и никој нема предрасуди према никого, барем вака екстерно. Онака мислам дека во целост имам искоренето предрасудите буквално и за оние кои што популарно важат за добри луѓе и оние кои што популарно важат за лоши луѓе, пак ќе кажам не идам до екстреми, али мило ми е што тука луѓето они немаат предрасуди, значи но ни еден момент не ме исмеваа пер пошто сум белец. Океј, види, сега они можда верувам дека они јаделе гомна као од страна, дека ја не можам да играм добро као нив. Нормално е пер дека не можам толку лесно да им ја сфатам културата и начинот на живот, али мислам дека од друга страна па им е многу повеќе мило што се трудам и сум заинтересиран да ги разберам ја нив. Такви луѓе се, сваѓаш. Барем тоа што можев да го заклучам од прв ден. Кога уште успеав да видам дека се стварно среќни луѓе, и се верува дека ќе стигнем ова да го кажам, ама се многу посиромашни од нас, као онака се апсолутни сиротињи, да ти и верувам дека има дури поголеми проблеми од нас, само што уште не се свесни за тоа, пошто нели види, окей, не можам да носам толку брзо заклучоци по шипак, ова ми е као само прв ден, као у еден ден успеав многу работи да видам, да запознам многу луѓе, да се бондам со многу рандом луѓе, да сфатам као живеат. Тоа е можда основната причина зашто доев тука, затоа што фалеа и секад мислам дека ќе ми фалат нови искуства во животот и мило ми е што уште сега го сфатив ова. Не би одбил било какво ново искуство, гледам да бидам многу поотворен човек од тоа што бев, гледам да не се срамам за тоа што до сега срамот ме доведувал само до неуспех. До сега сум се плашел да не се срамам. Не е сега дека сум на друг континент па не ме боли кур што ќе решат. Не е тачно, гледам со сите луѓе да сум таков и со македонци сум таков, све дека моментот трае само во тој момент и ако не се искористи на начин на кој што си посакувал во моментот да го искористиш, тоа ќе биде како неискористен момент. Многу логично и многу просто. Ова е бил еден од поголемите проблеми во животот, као буквално степен да кажам на Кике да ми договара ствари со луѓе, да ми прашува работи за мене, да бара работи за мене кои што апсолутно јас сум требал да ги побарам, као не само Кике, као на мајка ми пеер сум ми викал е нормално, легално возрасен човек да бара такви ствари од мајка му, директно да комуницирам со луѓе, ми било непријатно да барам ствари од луѓето, ми било непријатно да се дружам со луѓето. Не знам, сум имал као некој страф дека секогаш ќе бидам одбиен и тој страф од одбивање ми бил многу голема пречка во животот, као као успев да го поврзам ова со играње у круг. Вајде си го замисли до сега пичкали му матера, го не си го замислил, не знам. Пушти, не знам, журка у Африка да ти имам на YouTube укуце, вајде ќе ти искачи. Не сум се убацувал никад у такви кругови на играње, освен во шутки, некогаш, затоа што таму нема како да се обрукаш ти текна, али тука играат сите и играш и ти и имаш начин да се обрукаш и може да не те прифатат, да ти го затворат кругот. Сега ме боли курка, што ако ми го затворат кругот? Правев муабет со Рама денеска, што ако Рама ме игнорираше и не ми направеше муабет, и што ако Рама не беше љубив човек, сваѓаш, као јас ке се осетев одбиен допред некое време, затоа се трудам да не се осеќам така кога навистина ќе бидам одбиен, затоа што јас сум го направил тој чекор, а ако некој друг не ми го возвратил тој чекор, односно човекот на кој што му се обраќам на било каков начин, не мора да биде со зборови. Ако не бидам прифатен, тоа е тоа, едноставно он не ме прифаќа мене, а не сум јас виновникот што не сум успеал јас да искомуницирам со тој човек. Процесот у мојата трансформација, мислам дека заради тоа ми беше потребно ова искуство во животот. Се надам дека у наредниве неколку дена ќе успеам да запознам многу луѓе, дека ќе научам многу нови ствари, нови култури. Кога се интересни ствари беше ви гледаш, ставам ствари на Инстаграм константно, така што следи ме на Инстаграм ако сакаш стварно, значи ако ти се интересни. Многу ми е непријатно пер да си го плагнувам Инстаграмот, личи како да само да собирам фоловерс за да нешто. Стварно не ми е гајле. Го правам ова затоа што мене ми е интересно да го снимам, мене ми е интересно да го изработувам, пошто и на некој начин успева да ме мотивира да бидам подобар човек, да бидам поопуштен човек, да ми дава мотив да го осознам светот, не само како креатор. Што пробувам ја уствари да направам на YouTube и на Instagram, ова е само представување на мојот процес на стекнување нови искуства како човек. Не мислам дека можеш и ти да ги стекнеш заедно со мене, а мислам дека можам да те мотивирам да добиеш желба да ги стекнеш. Сум пробувал ја преку различни видеа, да гледам видеа, некој да ме мотивира на некаков начин да доживеам некакво искуство,
преку нечие видео или преку нечи текст и стварно не е исто и нема да мислиш дека стално се снимаат сите ствари кај што си иде, дека се пишуваат сите работи кои што некој ги доживува или дека се раскажуваат воопшто од first person кога ќе успееш стварите да ги доживееш е незаменливо. Би требаше време да го сфатам тоа. Ваквите искуства можат само да ме инспирираат без разлика дали се добри или лоши. Јас ако го осетам тоа на правилен начин, може да ми биде многу голема инспирација и не зборам само како креатор, уметник, туку како човечко битие да те инспирира да размислуваш на различен начин, да живееш на различен начин, затоа што како што кажав, промените се добри, затоа што сите промени во животот ти се базираат на веќе дознаени ствари и на стекнати нови информации, така што мислам дека не е лоша работа да знаеш повеќе информации за светот. Пак ќе кажам, еден баланс треба да имаш, да знаеш какви информации да восприемаш, какви да не восприемаш, какви те интересираат стварно, какви не те интересираат, да не ги восприемаш тие што ти се стварно наметнати, туку тие што стварно ги сакаш и сериозно ќе станам мотивационен говорник. Anyway, не ќе да те тупам. Во секој случај се трудам многу повеќе работи да снимам отколку да раскажувам. Така што ако те интересира мојот процес на стекнување на нови искуства и осознавање на светот од многу различни перспективи, следи ме во наредните неколку видеа, следи ме на Инстаграм и ќе пробам ти доловам највеќе онака од first person. Извини ако овие работи ти нема многу смисла, али јас сум спиен едва и преска кажав колку да не испадне се фаќам улага. Толку сати на релативно незгодна положба, најверојатно нема ни да спијам уште многу дена како што треба. Оки што ти кажува дека е на одмор, не е на одмор. Уште не е свесна за тоа, само прв ден е.